Грчките служби веќе четврти ден го бараат младиот македонец Мартин, кој во саботата исчезна во водите на Егејското море на Халкидики. Денес пристигна и неговото семејство од Соединетите Американски држави. Ја напуштив Америка за да дојдам во Грција, за да се обидам да го најдам моето дете. Имам голема вознемиреност и исчекување. Благодарност до сите што ни помагаат, и до властите и до волонтерите. Тимот на Овката е покрај нас од првиот момент и им благодарам за тоа што го прават. Имаме вера. Условите денеска се подобри, па во истрагата е употребен и подводен дрон со камера што има видливост на длабочина од 100 метри и фронтално на должина од 30 метри. Освен тоа, во спасувачката акција се вклучени 3 патролни бродови, возила и 1 авион, како и спасувачки тимови волонтери. Се започна во саботата во попладневните часови, кога тројцата македонци влегле во морето на плажата Мити во Посиди на првиот крак на Халкидики, а поради лошото време биле однесени од морските струи и не можеле да се вратат на брегот. Две од момчињата, Васил и Иван, беа спасени и се надвор од животна опасност. Иван поминал дури 20 часа во морето, но за среќа е пронајден жив, благодарение на залутана топка во морето на која се придржувал. Иван, како и неговиот пријател Васил, се загрижени и се молат за нивниот исчезнат пријател Мартин. Васил веќе е пуштен од болница, тој се вратил дома со семејството, а разговарал и со Иван, кој беше пронајден ден подоцна. Васил се присети на оваа страшна авантура и рече дека се надева дека Мартин е добро. Заедно пливавме кога не повлече бран, го гледав околу 1 час, а потоа го изгубив. Не знам што се случи со него, се молам да е добро, се надевам дека е добро. Надежта никогаш не умира. Драмата што се случи на Халкидики предупредува на опасноста на тие плажи поради силните морски струи и ветрови. Посиди е точка што го спојува Солунскиот залив со Егејското море. Обликот на плажата се менува со плимата и осеката. Некогаш крајниот десен дел потонува во морето и не се гледа, а потоа излегува, но во поинаков облик од претходно. Многу туристи се капат не водејќи сметка за морските струи кои се прилично силни, особено на врвот на ртот, и затоа не се препорачува оддалечување од брегот.